Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера одржа протестен марш во Кавадарци. Граѓани на Кавадарци и околните места маршираа од новата црква Света Преподобна Петка Параскева во новиот центар на градот до градскиот плоштад. На плоштадот актерот Диме Коцевски нагласи дека иницијативата бара сите политички партии со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отфрлат платформите пишувани во туги држави. Се собравме да кажеме дека во Кавадарци се лафат два официјални јазици. Македонскиот и кавадаречкиот. Ние, граѓаните на Кавадарци, односно граѓаните на Македонија, македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите други кои живеат во нашата татковина, бараме сите политички партии со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија и да ги отврлат платформите пишувани во туѓи држави. Бараме од политичките партии во преговорите да не помислуваат да усвојат владина програма која не би била изгласана од граѓаните на избори. И бараме од партиите, а особено од ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, да не попуштаат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на нашата држава. Тоа се трите барања кои ние како кавадарчани ги бараме од политичките партии, пред се од македонските политички партии, и ние како дел од Македонија цврсто стоиме на тој став. Само можам да ви кажам дека ова што го гледам од оваа страна дава една голема, огромна надеж дека тоа никогаш нема да се случи. Писателот Тодор Богев во посебна изјава за медиумите рече дека протестираат против предавството на оние кои работат на албанската платформа и имаат најрадикални барања. Ние немаме друга држава наспроти оние кои имаат две, рече Богев. Протестираме против губењето на мнозинството во Македонија. Значи, доведени сме во ситуација македонскиот народ да го изгуби мнозинството благодарение на предавството на еден дел од нашиот народ, кој што се обврза да работи на остварувањето на албанската платформа, донесена во Албанија, под сугестии на албанската диаспора и знаеме нели дека диаспората е секогаш најрадикална, работи на албанската клаузула, поставува најрадикални барања и протестираме против тоа во неможност да знаеме што се содржи таа платформа и какви ускратувања на нашите права како македонци. Значи, ние немаме друга држава, Македонија е држава која го гарантира нашиот македонски идентитет и таа е упориште и за целата македонска диаспора која црпи сила од оваа парче земја која успеало да ги обезбеди националните права на македонците. Според фудбалерот Горан Стојановски, народот е против двојазичноста, против тоа македонската химна да биде во изменет состав и против туѓа платформа на туѓа држава. Јас сум Горан Стојановски, фудбалер, и не сакам двојазичност. Не сакам кога ќе отидам на стадион или во сала да ја слушнам химната во изменет состав. Благоја Митрев пак зборуваше за геноцидот меѓутоа врз македонското население. Едно од барањето во платформата на албанците е дека извршен геноцид врз нив од 12 до 56. И треба да кажат кој го вршил геноцидот од 12 кога Македонија не постоела. Од 41 до 44 било под Бугарија, така. А од 44 до 56, значи, ние македонците не вршили геноцид врз нив. Така испаѓа по нивната платформа. Затоа тоа никако не треба да се прифаќа. Ако е вршен геноцид на Балканот врз народот, тоа е врз македонскиот народ само е вршен геноцид. Се знае дека македонскиот народ најголем геноцид е извршен врз нас.
И уште сега се врши геноцид денес. Нека ги питат населението во Рачиново, во Матиче, каде се? Кој ги исели? Кој ми палеше куќите по 5 пати само да се иселат? Инаку протестот во Кавадарци против разнебитувањето на државата продолжува и денеска и ќе се одвива по истата маршрута.